Ненси Пелоси замина од Тајван, но тензиите не се намалија. Кина започна големи воени вежби во близина на островот кој го смета за дел од својата територија и предупреди дека потегот на претседателката на представничкиот дом на Соединетите Американски држави опасно ќе ги наруши односите меѓу Пекинг и Вашингтон. Кинеското министерство за надворешни работи наведе дека нејзината посета е закана за регионалниот мир и стабилност и побара појаснување од американскиот амбасадор во Кина. Инаку Ненси Пелоси ги игнорираше кинеските предупредувања и синоќа слета во Тајпеј. Веднаш по пристигнувањето на авионот со американската делегација, 20 војни авиони на кинеската авиација навлегле во така наречената зона на одговор во воздушниот простор на земјата. Пелоси пак во текот на посетата изјави дека повеќе од кога било претходно американската солидарност со Тајван е клучна. Нашата делегација дојде во Тајван за да стави до знаење дека нема да се откажеме од нашата посветеност на Тајван и горди сме на нашето трајно пријателство. Сега повеќе од кога било американската солидарност со Тајван е клучна и тоа е пораката што ја носиме овде денес. Се огласи официјална Москва која смета дека ова се само провокации на САД, а Кина е во право што се ја брани својата територија. Посетата е намерен обид на Вашингтон да ја иритира Кина. Не гледам друга причина да се создаде таква тензија, речиси од ведро небо, знаејќи многу добро што значи тоа за Народна република Кина. Кинеската армија ја мобилизира поморската флота од Јужното Кинеско море и започна големи вежби во непосредна близина на островот. Американската морнарица пак распореди 4 воени бродови и 1 носач на авиони. Кинеските борбени летала постојано го надлетуваат воздушниот простор над Теснецот. Поголем број на аналитичари веќе коментираат дека Кина ќе се обида да го стави под целосна блокада островот, додека BBC анализира дека опасноста од војна е висока, бидејќи и САД и Кина немаат начин како да се повлечат.